Османи Димитриевски Таравари ги чекаат уште Пендаровски и Селјановска. Шанси за председателска номинација имаат и Ванковска и Јакимовски, кои практично го тестираат и рейтингот на Левица и Гром. Малкумина од гласачите слушнале за одамна пензионираниот професор, за приврзаничката на Палчо и неговата десна, но и за еден господин Поповски, кој од Вевчани всушност праќа порака дека е Молеро Зидар, но шансата е бајара сепак на председателските избори. Тука е правната консултантка и граѓанска активистка Месиха Смеиловиќ од Бошњачката заедница, која во Северна Македонија брои околу 18.000. Во ово издание токму гостинка е Мерсиха Смеиловиќ. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. На почеток, што беше клучно и предизвик за вас да ја прифатите поканата или предизвикот да бидете председателски кандидат? И дали очекувате дека после овие председателски парламентарни избори ќе дојде до промена на политичката сцена и клима? Благодарно за поканата во оваа емисија. Вака, да, како што кажавте, ова пред се беше чест да бидам поканата, да бидам кандидатка за председателка на нашата држава и посебно е чест бидејќи Демократскиот Бошњачки сојуз за прв пат оди со свој кандидат и многу први се вртат околу оваа номинација и за прв пат бошњаците ќе имаат свој кандидат. Но тоа што ме дефинира по својата етничка припадност како припадничка на бошњачката заедница, не значи дека јас сум кандидатка само и дека треба да бидам и дека ќе бидам само за бошњаците. Всушност мојот повик, мојот апел и тоа што достига е во некоја форма на кампања се однесува на сите граѓани и граѓанки на нашата држава кои што во мој долгогодишен активизам или во она што сега го промовирам ќе сметаат дека сум соодветна кандидатка. Смеиловиќ, поборник сте на правото на самоопределување, генерално почитување на правата, а против секој чин на окупација и репресија. Како ги оценувате меѓуетничките односи во општество во кое имаме концепцијски разлики? Се заговара потреба од темно општество за сите, а практично секој е во своето јато. Ние како народ сме уставотворен народ. Значи бошњачкиот народ, заедницата на која што јас припаѓам без разлика дали сме 1%, ние сме уставотворен народ и тоа за нас представува една голема обврска и представува еден голем еманет дека ние ја градиме оваа држава подеднако со сите граѓани кои што живеат во неа. Уставот како базичен и најбитен документ во нашата држава, понатаму ги следи другите закони. Така да немаме едни систематски аномалии во однос да овој систем овозможи подеднаква вклученост на сите заедници во системот. Затоа сметам дека меѓуетничките односи кога се зборува се мисли тензии, карања, тепања, слично. Него збориме за суштински проблеми кои што овој народ ги има, за суштински проблеми. Но да, знам дека тука сме исплашени во моментот премногу Македонија на кого му припаѓа, чива е Македонија, дека ако дадеме на еден народ повеќе ние губиме значи толеранцијата со животот, убавината, правата и припаѓаат на сите. Ако му дадеме на некого, ние не ги губиме, туку сите подеднакво ги уживаме. Што повеќе права имаме, што повеќе допринесуваме, толку ние се чувствуваме дека треба да изградиме оваа држава. Чувството кое јас го имам го делат многумина. Смеиловиќ, можна ли е промена на наративот на поделби на наши и ваши, на подобни и неподобни, во време кога општеството ни е поларизирано? Да, премногу е поларизирано нашето општество и постојано бараме разлика за да бидеме уште поразлични, да се спротивставуваме. Како што кажав пред изборието, еден момент од кој сите, посебно јас како активистка која сум го следела и говорот на омраза и слично, секогаш ме плаши тој момент на предизборна кампања, бидејќи приливот на енергија е премногу голем и дефокус е граѓанинот. Дали денеска може да кажете дека надминати се предрасудите, табуата, бидејќи јас се сеќавам дека вие се соочивте пред години одамна со проблем да не ви биде овозможено со шамија да може да бидете сликани во личните документи, во пасош, во лична карта. Дали денеска се надминати овие предрасуди или се уште постојат стереотипи? Предрасудите најчесто се постават кај граѓаните заради непознавањето и немање желба да запознаеме некој кој што е поразличен од нас.
Ја гледаме сега комуникацијата која што се одвива по социјалните мрежи. Иако се обидувам да зборувам за тоа што имам да го допринесам како вредност, да го додадам во својата политичка кампања, сепак гледам дека голем број од коментарите се однесуваат на мојата облека, на тоа како јас изгледам и на која верска заедница припаѓам или на етничка заедница. Луѓето се фокусирани да судат за мене на тоа што го гледаат однадвор, наместо да слушнат што имам да зборувам. И сметам дека што и да кажам не допира до нив, бидејќи тие веќе живеат во својот свет на предрасуди, полесно им е да прифатат дека една жена со марама не и припаѓа да биде дел од политичкиот свет на нашата држава, не припаѓа, бидејќи тие веќе имаат некоја форма како треба да биде идеален политичар. И јас не се вклупам во таа идеална слика само заради изгледот, затоа што изгледам вака. И жал ми е што немаат желба да слушнат што имам да кажам, туку веќе веднаш имаат став. Но проблемот со предрасудите кај граѓаните лесно се надминува. Можеме да се запознаеме, да комуницираме, мојата работа на терен со нив, бидејќи јас сум претходно и активна во сите делови на нашата држава, дури и меѓународна, нема крај во нашата држава каде што не сум го посетила и помагала на било кој на кого му е потребно. Но кога системот прави дискриминација и кога системот не дава еднакви можности, тогаш е проблемот. Тоа се случи со забраната да се сликаме во личните документи со марама. И тоа бил закон кој што секогаш постоел во нашата држава. Жените кои што носат марама без разлика дали се муслиманки или нашите стари македонски жени или монахињите немале право. Кога се сликате за јавни документи, за лични документи, би било наложено да донесете слика тогаш пред биометриските во која сте без марама. Кога јас почнав да носам марамата, веќе бев студентка на правниот факултет, во кој што немав никакви проблеми во текот на студиите, бев единствена со марама на правниот факултет во Скопје. Но кога отидов да ги извадам својата возачка да ја обновам, ми беше кажано дека морам да ја отстранам марамата, веќе беа биометриски. Во комуникацијата зошто во законот стоеше дека може да се сликате со марама само ако имате доказ дека сте припадничка на одредена верска заедница. Значи, за да остварите некое право не ви треба посредник, дали е тоа верската заедница. И сега вие ако сакате со марама, требавте да отидете во исламската заедница, ако сте монахиња да отидете во православна црква, или ако сте жена која од традиција носи својата марама како традиционалната македонска жена, да оди од кого да земе документ. Зошто се нагласува етничката припадност? Зошто албанец премиер или председател, а не србин или турчин или бугарин на овие позиции? Дали граѓанскиот концепт на Европска Македонија всушност некаде е заталкан во пред се да се даде етничката припадност, а не квалитетот и професионалниот бекграунд? Кога ние како граѓани ќе заминеме од Македонија во некоја друга држава, гледаме дека во таа држава ако се обидуваме да се интегрираме, таму веќе ги нема тие етнички предзнаци. Нашите успешни луѓе во светот функционираат успешно во Германија без разлика дали се нагласува нивниот етнички момент. Така да за жал ние во Македонија дозволуваме се уште да се нагласува тоа, како што кажав приматот за мене дека најмногу им пречи тоа како изгледам, или да се добиваат тие некои кратки моменти на слава или на гласови дека ни е потребен ваков или таков председател, премиер и слично. Затоа ми е многу ми е жал и од друга страна е многу потребно да се сменат наративите во политички дискурс, да самите граѓани на оваа држава избираат личности кои што се достоинствени за својата за носители да бидат на тие функции, не бидејќи доаѓаат од одредена политичка партија, не бидејќи доаѓаат од одредена етничка заедница. Кога би биле како општество кое што се грижи за сите, мислам дека силата е во граѓаните. Да излезат и да дадат поддршка на сите оние кои што не се насочени кон тоа јас сум таа и таа националност. Убаво е да бидеме припадници на одредена националност. Јас сум горда што сум припадничка на бошњачката заедница, но тоа не значи дека другите граѓани ги сметам помалку битни, помалку вредни или дека мојот фокус е само мојата заедница. Напротив, треба да ги бираме представниците, да не представуваат оние кои што тоа ќе го заговараат. Секогаш гласаме за етнички партии, само тоа не е мотивот да ги гласам за бидејќи припаѓаат на мојата заедница, тогаш многу тешко ќе се сменат тие наративи. Сметам дека во овој случај мокта е кај граѓаните да им кажат
кажат на сите тие политички партии дека ни е доста од етнички поделби, доста ни е одбирање на припадници на партии кои што доаѓаат од нашата или од етничката заедница само затоа што се припадници, кога ќе го цениме квалитетот, тогаш ќе се сменат наративите. Смиловиќ, пред неколку години бевте обвинета дека ширите говор на омраза и антисемитизам од страна на ВМРО ДПМН како член на комисијата, партиската комисија за труд и социјала во СДСМ. Тогаш ја обвинивте тогашната министерка Рашела Мизрахи. Дали овој тип на риторика создава биполарен свет? Од моја страна немаше таква риторика и јас во ниеден случај не ја обвинив тогашната техничка министерка. Току напротив, јас ја потикнав да биде горда на својата припадност како припадничка на еврејската заедница, бидејќи јас сум горда припадничка на мојата, каде што таа во својот кабинет личен, не од министерството, ги имаше истакнато партиските знамиња. Јас, например, кога би имала свој личен кабинет надвор од државните институции, би го истакнала знамето на мојата етничка заедница, која што е призната. Но за жал тогашните политички партии, двете најголеми, дефокусот од реалните проблеми на граѓаните го сменја контекстот на моите изјави и што тоа покрене една лавина на коментари. Јас бев членка на комисијата, бидејќи во таа комисија членуваат голем број на представници на невладини организации и бев поканета да допринесам до програмата која што требаше да биде креирана и презентирана на парламентарните избори. Тоа беше 4-месечно искуство, каде што ја креиравме политиката за социјални работи на Социјалдемократскиот сојуз. Но тоа беше едно многу травматично искуство во однос на тоа дека бев обвината за ширење говор на омраза и антисемитизам. Поточно се дојде од еден медиум. Јас имам добиено судска пресуда, каде што и уредникот на тој медиум ја призна дека намерно е извртена мојата изјава, сакајќи да ми каже така кога планирам да се занимавам со политика. Судот пресуди дека се работи за клевета, каде што истиот медиум имаше обврска да се извини на читателите бидејќи ги довел во заблуда. Така да политичките партии го искористија сето тоа за дел од кампањата. Со партичката Мизрахи се видовме во собранинска комисија, каде што си споделивме убави моменти и искуства, се извини дека сето тоа проминало така травматично за нас двете, така да воопшто не беше говор на омраза, имаме и судска и нормално јас сум сертифицирана тренерка за антисемитизам, така да им се понудив и на пратениците, и на владеачките партии, и на ВМРО да им држам тренинг за антисемитизам, бидејќи постои во нашата држава и треба да се бориме против него, а јас да ги тренирам што е навистина антисемитизам, за да не идат само и да ги трошат своите политички поени и да шират доволно омраза, и онака народот е преморен од омраза и од најмаштина, од сиромаштија, не му се потребни такви игри. И тоа помина, за жал остана траумата и кај мене и кај другите граѓани, но тоа е веќе минато и со судска пресуда е докажано. Смиловиќ, годинава македонските граѓани го избираат 6-тиот поред претседател на Република Северна Македонија. Која е вашата оценка од сите досегашни македонски претседатели и кој треба да биде приоритетот на идниот шеф на државата? Па се надевам дека оваа година ќе имаме претседателка, ќе избереме за прв пат претседателка. Со оваа кампања тргнав дека јас ќе бидам првата претседателка на нашата држава, иако изгледите се многу тешки. Она што се очекува од... Видете, претседателот има многу лимитирани можности. Тие се концепирани во законите, во уставот, неговите надлежности се јасно дадени. Но она што го покажува... Добро, тоа е и врховен командант на држава. Да, не сакам да кажам дека не можете вие да очекувате некои ексцеси сега, дека парламентарните избори се многу побитни што ќе биде во фокусот на граѓаните. Но претседателот има некои клучни работи кои што може да ги внесе. И она што го видовме во изминативе години, претседателот може да потенцира одредени проблеми. Може да го враќа вниманието на јавноста на одредени проблеми. Така да сметам дека младите се премногу запоставени во целиот наш систем. Ние имаме огромен број на иселувања од страна на младите. Ние гледаме дека младите веќе не го наоѓаат своето место во нашата држава. Колку тие се представени во законодавниот дом, колку тие се
се представени во локалните самоуправи. Гледам дека политичките партии ќе стават еден двајца, колку само да кажат да ние се грижиме за младите. Сметам дека идниот председател или председателка може да стави како некое осветлување на некои одредени моменти, highlights, значи да ги потенцира некои работи. Тука се занаетите. Јас живеам во Чаир, во Скопје, близина на старата скопска чаршија. Занаетите се нашата гордост, нашата традиција, тие се дел од нашето општество. И сметам дека целосно е запоставено. И во мојата секојдневна комуникација, пред изборите, секое време, гледам дека чаршијата замира. Да, некој ќе каже, па тоа не е во ингеренција на председателот. Не, председателот може да направи кампањи, трибини, симпозиуми, за луѓето да се гордеат, да видат дека ние имаме една од најубавите и најстарите чарши на Балканот. Тука е исто она што се очекува од председателот и сметам дека председателот или председателката треба да биде од другата страна него што е законодавниот дом, а тоа е блокирање на законите кои што не се во интерес на граѓаните. Од сите 6 председатели кои што ги кажавте, голем дел од нив секогаш беа дел од владеачката структура која што е во собранието. И многу ретко сме имале прилика, и оваа година имавме неколку пати прилика да видиме дека председателот не потпишува закони кои што не се во интерес на граѓаните, но не секогаш. Еднаш или два пати. Така да сметам дека е здраво за нашето општество, здраво за демократијата председателот да биде некој кој што нема да биде поврзан со владеачките структури, туку ќе биде некој што ќе остава во центар граѓанинот во сите своји 4-5 години колку ќе му трае мандатот. Затоа сметам дека председателот може многу да допринесе, многу моменти да потенцира, неговото, значи председателот да се грижи за кохезијата во нашето општество, но да внимава на меѓусоседните односи. Имаме 2 стратешки документи потпишано, да ги следи тие стратешки документи, стратешкиот документ со Соединетите Американски држави, со стратешкиот документ, договор потпишан со Република Турција. Така да ние имаме документи и правила кои што едниот председател или председателка треба да ги следи. И ако се држи до тие правила и норми кои што му се дадени, многу може да допринесе. И многу се очекува. Многу се очекува. И јас очекувам, дали ќе бидам јас или некој друг, очекувањата се големи и навистина може да допринесе до кохезијата во општеството и до меѓу соседните односи, односите со нашите соседи да бидат во најдобар ред. Благодарам за гостувањето и се надевам дека ќе успеете да ги соберете потребните 10.000 гласови и да бидете дел од кампањата. Да, јас надам дека граѓаните ќе излезат, ќе во моите настапи, во мојот програм, во она што јас го промовирам, ќе го најдат својот идеален кандидат и ќе ги дадат 10.000 потписи кои што навистина идат тешко и споро, но верувам во системот и верувам во граѓаните ќе знаат да изберат. Следете разговор со Мерсиха Смаиловиќ, кандидатка за претседател на Бошњачкиот демократски сојуз.